Може би некои други технички моменти од тој аспект што би кажала се и овозможувањето на шорт селинг, што инстантно би влијаело на ликвидност. Тоа во странство се случува и тоа како. Многу наши инвеститори, дури и оние индивидуални дей трейдери што ги викаме, ја бараат таа можност. Дури посегнуваат по T+1 барем да има порамнување, ако не може шорт селинг да има T+1. На хартија од вредност овдека е битно кога веќе не можеме да правиме шорт селинг. Тоа се некои технички можности што би влијаеле на зголемување на ликвидност. Сега. Благодарам, Катарина. Значи, еве неколку корисни совети, ако долгорочно на македонската берза на пазарот на капитал им треба, значи овие сите моменти што се спомена околу едукацијата на инвеститорите веројатно да се развие, меѓутоа и со други инструменти да се донесе свежи акции. Еве господинот Менда Мицевски исто така од Стопанска банка Битола, директорот на Берца покрена дека има малку аквизиции практично се случуваат тука. Вашата банка се подготвуваше пакет за продажба, веројатно и повеќе аквизиции, повеќе странски капитал кој би влегол, веројатно и тоа би било еден поттик за берзата. Може да ни кажете искуството за вашата банка, а исто така и прашањето зашто компаниите не се охрабруваат за издавање на корпоративни обврзници како инструмент за финансирање, иако се спомена дека нели нашата општество, среди државата е банкоцентрично и по правило банките практично се на лојална конкуренција, бидејќи кај нив не се оданочува штедните влогови, а на берзата капиталната добивка се оданочува. Па еве може да кажете и вашето искуство и околу овие некои теми. Благодарам. Благодарам. Во врска со поставеното прашање околу аквизициите и во конкретниот случај за нашата банка, треба да кажеме дека сепак ова светска економска криза го забави интересот во вложување, односно превземање на поголеми компании. Ние знаеме дека нашата банка е во групата на средни банки, така да сепак инвеститор кој што би се појавил, би вложил во нашата, односно би пристапил кон превземање на нашата банка, би било некој поголем размер и посериозна инвестиција во секој случај што ќе влијае во раздвижување на берзата. Но сепак јас не би се сконцентрирал во околу Стопанска банка и самата процес околу аквизицијата, од причина што сепак овде сме дојдени како експерти или како луѓе со определени гледишта, односно на база на искуството кој што располагаме, али во секој случај јас сметам дека во овој период на завршување или на забавување на светската економска криза и околу очекување на некои нови позитивни трендови, дека ние треба во отсуство на сепак реални странски инвестиции во Република Македонија во последните 2 години, треба можеби да се насочиме во некои насоки кои што сами би поттикнале да го раздвижиме овој пазар. Вие во самото излагање поменавте дека историски гледано за берзата најголемо придвижување или најголем раст имало кога државата носела своји политички одлуки преточени во законски решенија, како што било задолжителната котација, даночно слободување и така натаму. Јас сметам дека и во овој нареден период сегашен и за возможување на една брз преокрет во однос на движењата кои се на македонската берза, сметам дека сепак државата со одредени законски решенија би можело да придонесе да се поттикне самиот пазар и да се променат одредени услови. Јас тука би споменал некои 3 работи кои што сметам дека се значајни, кои што би можеле да влијаат за поттикнување на тргувањето и во сепак заживувањето на пазарот на капитал. Во ноември минатата година директорот на управата за јавни приходи начна една тема во дневните весници кој што сметам дека е многу интересна, особено што на темата за амнестија на капиталот. Значи, особено некоја активност и мерка која што е применета кај голем број на западноевропски држави, особено истакнато и исто така и во Русија.
Значи, оваа мерка, која што сепак би резултирала со одредено законско решение, би овозможило, би поттикнало да се слеат голем број на финансиски средства во банкарскиот сектор, бидејќи сепак сметам дека банките би биле тие носители на оваа активност. И од кои што најголем дел, значи, од тие финансиски средства кои што би се појавиле во македонската економија, односно во македонскиот финансиски сектор, би се биле насочени кон компаниите, но исто така одреден дел очекувам дека ќе бидат вложени на хартиите од вредност кои што се котират на самата берза. Значи, не треба да го имам во предвид и самиот факт, односно 2002 година, односно конверзијата марка во евро. Знаеме дека колкава фондови на средства влегоа во банкарскиот сектор, имајќи во предвид дека законските или некои решенија предвидуваа дека без провизија би се направила самата таа конверзија на средствата, и знаеме дека најголем дел, ако не преку 90% од тие средства кои што влегоа во банкарскиот сектор, тие остана и понатаму во банките, со што значително би се покренал финансискиот потенцијал на самиот банкарски сектор, но од друга страна би се појавиле слободни парични средства кои што сум сигурен дека луѓето би биле охрабрени и би ги вложиле во македонските компании кои што котираат на македонската берза. Сепак овде би истакнал дека се согласувам дека би требало да има некое добро законско решение кој што ќе му даде доволно комоција и доволна сигурност на граѓаните на Македонија дека при промена на одредени политички гарнитури или структури не би дошло до некои обратни процеси, и сметам дека банките и банкарството би го имале би биле најголемите носители на самата оваа дејност за канализирање на тие средства. Исто така во делот на одредени активности, односно мерки кои што државата може преку одредени законски решенија да влие во поттикнување на самата економија и исто така на пазарот на капитал, можеби до завршување на процесот на приватизација. Значи, сепак ние сме во многу излагања кажуваме за одреден еден процес на приватизација во Република Македонија, каде што доста го ословуваат како неправеден во споредба со некои земји каде што процесот на приватизација се одвиваше преку системот на ваучери. Значи, од тој аспект сепак сметам дека кај нас се уште државата е присутна во голем број на компании и во голем број на солидни компании кои што делумно котираат на берзата, а и сепак нивните харти од вредност се доста ликвидни. Сметам дека имаме доста често појавата, односно објавите на фондот на ПИОМ, каде што се обидува да ги продаде уделите во тие компании, но самиот систем на принцип на се и ништо не вродува со резултати, но сепак сме свесни за одреден износ на капитал, кој што голем значаен износ на капитал, кој што државата го поседува во голем број на компании. Си сметам дека можеби со едно законско решение дека државата може да, иако не е касно, да исправи некоја историска грешка каде што се одбра модел на приватизација кој што смета дека за голем дел на граѓани не бил праведен. Сега со до приватизација на тие своји капитали кои што има и избирање на модел каде што секој граѓанин би добил одреден процент на учество во одредени компании, мислам дека значително би влијаело во поттикнување на пазарот на капитал. Да не го заборавиме примерот со Македонски телеком. Ние сме свесни дека со една владина одлука дека 2% од капиталот треба да го добијат вработените на Македонски телеком. Тоа предизвика, значи, од една страна давање, како да речам, позитивен импакт на самите луѓе, значи некоја позитивност во целокупниот економски и државен амбиент, а од друга страна тоа представуваше исто така значаен импулс за задržување на македонската берза, бидејќи голем дел од тие нови акционери во Македонски телеком се одлучија да ги уновчат тие харти од вредност и да обезбедат доволно некои средства кои што би ги задоволиле нивните потреби.
моментално. Значи сметам дека, али сега не се работи само за 2%, овој предлог за до завршување на таа самата приватизација би било се работи за некој поголем износ на капитал, кој што сметам дека догледно доста би влијаело во раздвижување на македонската берза. И како фактор кој што сметам дека може во нареден период да влие врз раздвижување на македонската берза и исто така поактивна улога на самите инвестициони фондови. Вие спомнавте дека во тој бум 2007 се појавија голем број на неедуцирани инвеститори кои што ги отежна условите на работа на едуцираните инвеститори, значи движење, предизвикување преку ноќ високи растои и така натаму. Значи за како модел за заштита на самите луѓе или индивидуи кои што сакаат дел од своите парични средства да се спремни да вложат во харти од вредност како што би оствариле некоја добивка, сметам дека инвестиционите фондови треба да преземат тука значајна улога од причини што цената, значи каматните стапки на благajničkите записи, на државните записи сме свесни дека е многу ниска. Исто така каматните стапки на банкарски депозити се доста ниски, а се очекува во овој период кога хартиите од вредност, значи пазарот е ниско позициониран, купувањето или вложувањето во удели во инвестициони фондови кои што потоа прибраните средства би ги вложиле во акциите како што споменавте на македонската берза на тие добри солидни компании, значи се очекува во нареден период да се оствари да допринесе за остварување на поголеми приноси. Тука од улогата на државата би ја гледам од причина што би требало во секој случај да се даде одредена силна регулатива над работењето, значи контрола и регулатива над работењето на инвестиционите фондови, кој што е од тој аспект би му возможило голема сигурност, значи чувство на сигурност на самите граѓани за вложувањето во тие инвестициони фондови. А од друга страна, значи преку одредени мерки на даночни олеснување и ослободување би ги стимулирале самите граѓани да се пренасочат, значи наместо традиционалното штедење или вложување во депозити во банкарски сектори, да се насочат во вложување во укупување на удели во инвестициони фондови. Значи, овие се три аспекти кои што сметам дека преку одредени мерки на, пак би споменал, политички одлуки преточени во одредени законски решенија, како што било во минатото и во нареден период би довеле дополнително покрај овие другите предлози што ги дадоа колегите, значи да се поттикни развојот и растот на самата берза. Ви благодарам за дискусијата. Кажавте и вие некои корисни сугестии, се надевам дека преку медиумите, ако не тука ќе се информирате и државните институции да размислат околу овие можни решенија како би можело да се потикне пазарот на капитал. Господинот Павле Гацов е од Проагенс, ето вие останавте последен, меѓутоа можете да дадете шлак на целата дискусија, ги слушнавте и другите излагачи. Еве може би остана и неодговорено прашањето околу корпоративните обврзници, зашто се уште не се гледа на нив како инструмент, зашто не се раздвижи пазарот на нови инструменти за финансирање на компаниите. Повелете со вашата дискусија. За колеги што не ме познават, значи јас сум Павле Гацов, собственик на агенцијата Проагенс. Ќе се обидам на целата оваа дискусија да аспектирам еден друг значаен сегмент кој што сигурно ќе влие на идниот развој на пазарот за харти од вредност. Овде пред се мислам на создавање на нова институционална околина која што реално во